Прилогот на колегата Христијан Баневски, за кој што и претходно најавив дека ќе ми се придружи овде денеска во студиото. Тој ја следеше денешната дебата во град Скопје, во просториите на град Скопје, каде што се одвиваше, еве така да речам, битката за водно, односно сето она што се случува таму за заштита на парк шумата, но и од друга страна за изградба на гасоводот. Аргументите денеска Баневски во просториите на град Скопје, како што споменати во прилогот, ги вкрстија министрите за екологија, економија, транспорт и врски, од друга страна и граѓанските активисти. Еден од луѓето кои што дебатираше денеска во град Скопје овде да ни ги представи ставовите, нели добре дојде за заменик министерот за транспорт и за животна средина Јани Макредули. Добре дојдовте. Вие сте првиот гостин во ова поинтерактивно издание на вестите. Студиото ви го препуштам заедно со колегата Христијан Баневски. Ти благодарам, Елена. Добре дојде од мене, господине Макредули, и денеска можевме да ги слушнеме вашите ставови, можеби и како едно од најповиканите министерства, бидејќи протестираат активисти кои што се за зачувување на животната средина или планината и живиот свет. Наводно и она што можеби најмногу ги изненади и најде на најсилни реакции е дека шумата која што се сече всушност нема никакво значење според европските стандарди или според европското класифицирање на шумите и дека не станува збор за заштитено подрачје. На ова реагира активистите дека веќе е во процес водно да стане заштитено подрачје, па од тука прашањето зошто се гради ако веќе овој простор планира да се заштити со закон и дали воопшто никој едно од другите алтернативи кои што ги понудија не беа изводливи. Благодарам на поканата. Ова е можност за плюс да некој аргумент за јавноста. Само дозволете на почеток да кажам, не за џабе одредени анкети кои се појавија во овој период зборуваат за дека граѓаните од некои работи не се задоволни, но од транспарентноста се задоволни од ова влада и тоа денеска го демонстриравме на поканата во град Скопје да учествуваме, представници од владините институции кои што се одговорни за ова и навистина беше европски. И од целиот амбиент и заличувавме онака како што треба во предвечерието или за време на овој референдумот. Јас сакам да кажам дека Министерството за животна средина е партнер со граѓанските организации. Тоа сме го покажале многу пати до сега. Со мене ми одговара како министерство притисокот што прават невладините и граѓанските здруженија, бидејќи па за нас бидејќи тие го зголемија буџетот на министерството после средбата што има со премиерот. Да зборувам за затварањето на процесот околу рудникот Казандол. Да вие не можете во Рек Битола да правите нешто ако не имате поддршка или разговарате со граѓанските здруженија. Представници на граѓанските здруженија се членови на интересорската работна група за справување со загадениот воздух, каде што јас ја водам. Значи вие не капката може ја прели чашата да речеме со багерите на водно. Па добро, тоа е чин за осуда и тоа владата го суди, тоа не поимливо е за нас како влада некој да се дрзне тоа да го направи, бидејќи сметаме дека разговорите треба да дојдат решение. Се разбира, треба да дојдат во даден момент до конечно решение. Бидејќи можам јас и хипотетички ситуација да дадам. Еве да се префрлиме после 3-4 години на друга локација. Па таму да се појават 5-6 души пред багерот, па 5-6 души од други. Значи во даден момент мора да се договориме. Сакам да истакнам дека во процесот на студијата кога ја завршиле и кога Министерството за животна средина е прифатило во 2016 година, се разгледувани 4 алтернативни патишта. Одговорно тврдим и денеска беше изложено. Повеќе дрва, например, би се исекле, доколку се оди по Скопска Црна Гора, Шар планина и така натаму. Она што е најсериозно би се загрозил изворот Рашче. Значи не случајно патеката оди по ова. Во разговорите што во македонски енергетски ресурси и во транспорт и врски со градот го има граѓанските здруженија, се промени трасата, се заобиколува одреден дел од шума, но денески на видео снимката се виде поголемиот дел од просторот е нискостеблеста шума, тоа го има и во студијата, направен е катастар по европскиот EU низ за хабитати, точно се наведени кои флори и фауни ги има. И во тој правец сакам да ја уверам јавноста дека ние како министерство ќе учествуваме континуирано во спроведување на планот за мониторинг на извршување нови активности. Така, но токму оваа физибилити студија и проектната документација воопшто активистите ја оспорија, за нив не е релевантна. Па видете, затоа и реков, постои студија која ги прошла процедурите. Имало јавна расправа во Скопје каде што немало забелешки.
имало јавна расправа во Тетово, во Кичево. Да, тоа што го спомнавте на дебатата, меѓутоа... Ако влеземе хипотетички во варијанта, еве, например, сите знаеме дека патот од Охрид до Кичево има сериозни коруптивни, се треба нов автопат да направиме. Да ја гледаме по широкиот јавен интерес и да гледаме рационалниот интерес. Имаме вложувања досега од 9,8 милиони евра во точка до која што има газ, теоретски. Сега ја бираме патеката како е. И овие станува збор за 4 километри од 110 километрен крак, еден од 5 крака кои што постојат во Македонија. И би сакал да уште една дилема да кажам. Се зборува дека ова само би проаѓало, а не е поврзано со Скопје. Од овој крак ќе има газ и за Сопиште и за Сарај. И она што уште е поважно, математиката на цената на газот е таква. Колку повеќе корисници имате, толку цената ќе биде помала. Доколку имате во Тетово и во Гостивар повеќе корисници, тогаш и цената што ќе плаќаат граѓаните во Скопје ќе биде помала. Така, но активистите се одградија веќе од тие одредени ставови дека всушност Скопје не дава газ за Западна Македонија, оно што кружеше во јавноста. Добро. Им е важна заштитата на планината водно и според оваа реторика која што се слуша е сосема известно дека нема да се најде алтернативен пат, дека ќе се продолжи по оваа траса, бидејќи веќе се е предвидено и пошумување на она што ќе се исече и да повторам, параметарски експертите компарирале или споредиле неколку алтернативни траси. Во оваа траса испадна најдобрата варијанта, најоптималната, со најмалку оштетување на животната средина. Заобиколена е Матка, заобиколена е пештерата Убавица, заобиколени се сите квалитетни овоштарници по патот, кои што по трасата кои што би се случиле. Бидејќи, реков, ова е 110 километрен крак, не се само овде како што се актуализира, се разбира, не се подценува со тоа значењето. И она што е најзначено како хабитат, како квалитет на водно, костеновите дрва, тие се наоѓаат од оваа страна, тие гледаат кон Скопје, ова се наоѓа од сртот од другата страна, практично од аспект на аерозагадувањето не создава проблеми. Така, никој не ги игнорира бенефитите нели од гасификацијата. Тук има консензус, тоа ме радува. Да, она што е најспорно кај активистите е воопшто чепкањето, било какво чепкање на воднопланината, па сметаат дека можеби Македонија треба да размислува на некои обновливи извори на енергија и нели одржливи проекти, како што се ветерници и соларни панели и слични проевропски решенија, така што во таа насока дали можеби се размислува за некој таков чекор кој што би можел нели да ги задоволи нивните барања. Па да бидам искрен и да бидем отворени. Ветерниците исто се секогаш во дилема, бидејќи на нивната патека понекогаш влегуваат патеката на птиците кога си одат кога се преселуваат на југ во потоплите краишта, можат да зафетат одреден пат како што било во Богданци, па се поместило позицијата на ветерниците. Затоа и владата преку и јавното предпријатие државното ЕЛЕМ влегува во процес и на фарма од соларни панели, обновливите со новиот закон за енергетика, практично со либерализацијата на пазарот, се стимулираат користењето на обновливите извори за сопствените потреби. Но во Македонија гасификацијата е стратешка определба. Во Скопје има делови каде што топлинскиот оператор не доаѓа, не го покрива и гасификацијата е едно од решенијата. Скопје како најзагаден град, заедно со Тетово и Битола, кои што за жал најголем дел се загреваат на дрва, ова е едно решение. Станува збор, да повторам, за сеча на дрва во процесот кој што ние ќе го мониторираме, бидејќи не може во било кој момент тоа да се случи, на 0,07% од шумата кој што постои наводно. Така, очекувате тој мониториран процес да даде резултати до кога станува збор за загадувањето и намалувањето на емисијата на частички? Овој проект има свој план за мониторинг. Тоа е наша задача. Задача на прво изведувачот, надзорот на изведувачот и државниот инспекторат и градежен и од животна средина да го мониторира процесот. Јавно се обврзувам на нашата одговорност дека целиот процес ќе го следиме дали се спроведува планот за мониторирање, кога ќе започне реално изградбата. Реков, го судувам чинот што се случи и верувам дека ќе најдеме на заеднички
еве договор, бидејќи досега сме имале разлики со граѓанските здруженија, но сме имали повеќе заеднички ставови. Така, и како за крај прашање кое што можеби вие сте помалку повикан да одговорите, меѓутоа во овој момент механизацијата е во прекин, односно градежните работи не се изведуваат. После оваа дебата се очекува да започнат многу наскоро градежните работи или допрва ќе се пеглаат ставовите, што се вели би требало еден ден да се добро, отспи? Да, еден ден, добро, на крајот од денот во метафорична форма, што може да трае и недела две, ние треба да се договориме некако и не мислам дека денеска се исцрпени сите аргументи. Пулсот, како ви изгледаше како активисти? Дали може би се задоволни од аргументите што вие ги изложивте и... Јас реков, беше европски, се подигнаа стандардите, веќе никој не ќе може во Македонија да носи одлуки без дебата јавна. И се разбира, таа јавна дебата не треба да биде еден ден или еднаш. Навистина, мене ми е жал и тоа сакам да повторам. Водно било прогласено предел во 1973 закон. Имало закон за заштита на природата. Имало обврска во рок од 6 години да се достави план за валоризација на тој предел и да се прогласи законот за водно за заштитено подрачје. Не е направено, за жал. Зошто е тоа многу битно? Апсолутно, и тоа имаме рок од влада дадено. И тука ги повикувам граѓанските здруженија да ни се придружат заеднички да учествуваме во тој процес. Зошто е тоа битно? Кога ќе се донесе некој закон за заштитено подрачје, тогаш се дава орган кој ќе го управува. Ќе му се зададе задача на некој. Тој ќе формира ренџерска служба. Не ќе може веќе да импровизации, да има и случајни работи да се прават на водно. Затоа е многу битно да заеднички, заедно со граѓанските организации, го донесеме тој закон за заштита на водно како заштитено подрачје и тоа ќе бидат дефинирани правилата. Што може да се гради, кој може да шета, што може да се прави и тоа на тој начин ќе биде навистина поинаку во иднина. Така. Ви благодарам што бевте гостин во нашите вести, а од тука кормилото го препуштам на колешката Џогуманова со